Почитувани, и ова недела, заедно со мене, вашиот шеф Марк, одиме во нови доживувања. Веќе сите знаете дека во оваа сезона истражуваме нови, посебни и интересни концепти кои се уникатни и воведуваат некои нови стандарди во гастрономската карта на нашата Македонија. Се наоѓаме во нашиот главен град и одиме на едно посебно место позади универзалната сала, каде бургерот го подготвуваат на едно повисоко ниво, со многу љубов и внимание. Носиот цаци, здраво, добар ден. Не знам како да се, така. Одлично, да, вистина. Многу сум среќен што дојдов кај тебе денес, на вистина. И јас искрено. Знаеш, те познавам. За жал не те познавам во живо. Има прилика да те гледам преку YouTube, преку сите социјалните мрежи. Мислам, ти си секаде. На вистина човек како тебе, посебен имидж, посебен лик. Не, на вистина така е. Ти благодарам, нема многу да ми ласкаш, ки се подцрвенам, као патлижа. Не, толку мислам. Ти си човек што си многу, како да кажам, социјален, многу отворен. Фала ти на комплименти. Се трудиме да учиме од постарите. Пак и јас ке се. Извини, не мислам да те намерам. Јас ке се подцрвенам. Не. Мило ми што доаѓам кај тебе. На вистина имаш концепт што многу ми се допаѓа. Луѓето мислат ти бургер, такви ствари, многу лесно, него едноставно. Не, ти ги направи на едно друго ниво, на повисоко ниво, да кажеме, на нешто јако. Да. Ова се види тешки зборови, не знам како да ги оправдам. Не, тоа е вистината. Гледам ти све што правиш е уметност. Не, има посебен сос, има посебен гарнир, има посебен шмек, толку време да се прави месот. Све има филозофија, да кажеме. Знаеш како, ако нема љубов, нема поента. Това е основата. Да. Љубовта е 80% од состојката во нашите рецепти, така да се трудиме да остане главна состојка. Останатото се само мали ситни финеси, детали кои што пробуваме да ги вметнеме во нашите рецепти. Да, ама се ситни, како кажуваш, товие тајни светоа што ги додаваат. Тоа го прават не само товие 80% љубов, на вистина можеме да бидеме толку што сакаме да бидеме љубезни, љубовни све тоа, треба да имаш и искуство, идеи, да знаеш малку да импровизираш, да измислуваш нови рецепти, нови вкусови, оти на вистина, не секој дневни вкусови, не што ми справи сега. Ти ми става што ми ставаш внатре овде? Во моментов сега правиме еден вегански врап. Значи имаме вегански мајонез, вегански зелен сос кој што му ставаме 300 мируди внатре, ставаме компирчиња и ставаме вегански нагетси. Вегански нагетси. Да. Сега вака ние бидејќи извини, вегански нагетс, што има внатре? Внатре имаш без лекија, грашок. И малце внатре извалкани семени ливо. Презла, останато да дојдат крцкави. Овој наш рецепт се вика веган кранч врап. И во моментов малце го фаворизираме, го рекламираме, бидејќи следуваат пости, нели доаѓаат великденските пости, па така луѓето да знаат дека може да јадат нешто вкусно, не е само да колку да или да се најадат. Добар избор, на вистина тоа ми се допаѓа. Ај покрај тоа гледаме секогаш да понудиме и за вегетаријанци, вегани, риба што јадат луѓе, така да има за сите. Да. И сега не е само да јадеш, него треба и да јадеш вкусно. Така да ние се трудиме и нашите пријатели да јадат вкусно. Браво, многу ми се допаѓа. На вистина, каква комбинација. Покрај тоа, сега наша понуда е или покрај тортили, врапови, за доручек имаме сендвичи и врапови со јајца. Нели најбитно е од сапајле јајцето, според мене као најдобар доручек без јајце не е доручек за мене. Па ја освен тоа не знам што друго да доручкувам. Точно. Така да се трудиме да го запазиме тој момент. Богато е. Мислам ти после еден сендвич чаков доволно ти е за ден, не за денот, ама за да го почниш. Па за да го почнеш денот и за да тераш е сосема доволно оброк, затоа и не е работата да се колку да се јаде, него и да се најаде човек и да биде вкусно пред се. Браво. И сега покрај нели доручек понуда имаме бургерчиња. Видов Марко си дозволив да го гледам Марко менито и свето. На вистина све е посебно нешто. Вау, има видов ангус биф, видов нешто месо, свинско месо, што го имаш, не знам, варено. Така. Правиме pulled pork сендвич. Свинско месо го печеме преку ноќ
8 до 10 часа на 140-50 температура. Океј. После тоа го цепкаме, уставаме наши сосови, барбекю сос е главниот сос, главна состојка. Извини што те прекинувам. Сите сосови што ги имаш на располагање, ти се твоите сосови како домашни сосови? Модифицирани. Значи Модифицирани. Основата е некој сос, најчесто користиме квалитетни состојки. Сега да не ги спомнуваме нели за да направиме реклама, меѓутоа базата е мајонез освен. Да, овдека ние значи мајонез со лут пикантен сос плюс наши зачини, значи не е само основа да ставиш, него на све мораш малце да му даеш свој допир, за да биде автентично и да не те ископираат. Сега во моментот правиме еден од доручеците, односно тоа се вика екзи салма. Екзи се викаат нашите доручеци. Значи основата е јајце, чедар кашкавал, во моментот ставаме димен лосос. Знаеш, се прави така нешто слично Ег Бенедикт, а? Слично на Екс Бенедикт. Екс Бенедикт ма во бургер. Одлично. Ова ми е инспирација. Работев во локален хотел кај нас овдека во Скопје и бев на доручек, како се вика, на брекфаст на шведска маса. Одговорен, да. Јас на ден правев по 150 до 200 омлети секој ден и таму видеот и без јајца нема доручек. Што и да ставиш на маса, значи нели шведска маса, што и да ставиш, што и да понудиш на луѓето бараат омлет. Така да тоа беше главната инспирација. Ова е преубав, глеј. Навистина со ова може да се најадеш, вау. Па добар доручек. Добар доручек. Ми кажеш и ти може да додаваш авокадо, може да се додава puno ствари. Да. Гледаме да биде не многу комплицирано, меѓутоа ај лесно за правење. Правиме голема количина, стојам дека по порачка го редиме сандвичот, топло е секогаш, така да е спремен за конзумирање. За кратко време ми направи 2 рецепти овде. Па да. Можеме уште 3-4 да направиме. Ајде, повели. Јас многу сакам. Јас знаеш што, во меѓувреме ја учам. Навистина ја многу сакам такви. Да. Да, тоа е многу голема грешка кај луѓето кои што се нели као демек вика, абе, јас знам све. Нема, никогаш. Цел живот учиме. Убаво е да слушнеш критика, убаво е да слушнеш коментар, убаво е да слушнеш било каков соговорник да слушнеш што има да каже. Така да секоја критика така сум воспитан од тоа. Па мислам ти сме воспитани на истиот начин. Малку си помлад од мене, ама гледам ти воспитувањето, навистина е многу големо богатство освен. Да. Јас сум благодарен на моите родители. Исто можам да кажам. Да. Те научија да ги слушаш другите луѓе. Слушајте си ги деца, слушајте си ги родителите дома, сите ве мислат добро. Да. Точно така. Сега ќе направиме едно бургерче. Браво, цаци. Многу ми се допаѓа твојата филозофија. Класичен чизбургер. Користиме чисто јунешко месо, квалитетно месо. Океј. Нема многу состојки. Гледаме најглавната состојка во сандвичот да биде месо. И вкусот на месо. Гледам и лепчињата ти се посебни. Лепчињата, да, и тие се малце си има посебен шмек. Ова не е обичен леп за бургер. Не е обичен бургер, не е обичен бриош, да, него правиме со баварско лепче. Ти ги преш лепчињата и ги прави пекара за нас. Пекара за вас. Да, ги прави. Со твојата рецепта. Па се договоривме на крај како да ги прават за нас. Добро. Само момент имаме еден клиент кој што е гладен. Одлично. Мораме да му даде да јаде. Ова ќе ужива. Извини, Ана, ако може да му го даеш ова на Стефче надвор. Јас ќе му дадам ако треба. Може да му даеш, слободно. Браво. Емо вака со едно шмекче. Епа. Стефче. Ајде. Победете. Добар апетит. Вау, мислам ти не мислам, сигурен сум дека уживаш господинот. Добро, следно ќе направиме исто така. Дел од нашето мени е сандвич со мортадела. Со мортадела. Користиме бриош лепче. Домашно направено од пекара. Си го сечеме сами, значи кришките ги сечеме. Гледамо ти секојаш лепчето го ставаш на скарата, маку да се подпече, да се да. Па дава некој во шмек. Ја мислам дека неподпечен леп, освен не знам и во што би го, само за манџа да се стркне долу. Точно. Да биде како сунгер така да. Исто така мортадела. И ова е италијанска инспирација тука. Ова е посвета на познатиот Ентони Бордейн, кој што многу има влијање на нас. Добро. На мене конкретно. Навистина многу ти е негде идол, да кажеме Антони Бордейн?
Па со сите тие шетања, презентирање на храна, презентирање на други кујни, презентирање на други култури, многу битно. Да. И тоа мислам дека е дел од моето училиште, така да така имам многу работи во животот. Сел почит кон тој човек, на вистина, мислам ти како готвач, ни го направи, ни го отвори очите на сите другите кујни што има во светот. И човек како човек е посебен. Да. Има такој еден начин енергија, начинот да го објаснува тоа, да го ужива тоа. Беше човек, мислам, голем гурман, што уживаше во сите патувања, во сите ресторани каде одеше и све, а го објаснуваше тоа на еден начин врв. За жал си отиде човекот, ама тоа е тоа. За други работи. Да. На кои што ние не сакаме да обратиме многу внимание, да луѓето да ги помилтиме по главите работи. Ама нашата професија малку не прави да бидиме така. Тоа е. Сега, мортаделата ја правиме на начин да малце фати којшка. Да потечи, добро. Браво. Гледам бургерот, да ми кажа дека е спремен бургерот. 80% од рецептите се готови за 5 до 6 минути. Браво. Да. Така да, сепак е брза храна, сепак е... Ова е фаст фуд од свема. Тоа е името, тоа е тоа. Треба луѓето се гладни и да јадат многу брзо. Добро. Значи, многу е прост сендвичот, многу малку состојки има. Користиме мортадела, ајдамер кашкавал и хани масло. И браво. Тоа е тоа. Многу просто, меѓутоа ќе го пробаш и ќе кажеш. Мора да пробам. Знаеш што ти да сум овде, позади ова, како да кажам, ова пластика, ама какви мириси имам овде, проблем е. Секогаш кога снимаме емисиите, мислам оти луѓето позади телевизорот му е проблем. Оти све што гледат е вкусно, све што гледат е преубаво, ама никој не може да мириса, да го објасни, да го осети тој вкус и тој мирис што го имаме ние. Што ние го имаме. Ја мислам дека тоа е следниот предизвик за новата технологија, како да го пренесеме мирисот на гледачите. Точно. Има телевизори така во ќошот, малку му чепкаш така, и може, ама не се уште дојде ни у Македонија. Има само во Кина, има само таму. Не се уште овде. Значи, ќе дојдат. Ќе дојде и кај нас. Да. Браво. Како сочно. Вау. И знаеш како секој пат кога ги правам сендвичи овдека нарачки кога има и све, секој пат сега како би гризнал еднаш. Навистина, а ти што ги пеш? Ја секогаш да гризнам од сендвичот што го правам. И мислам дека тоа е главната состојка. Си река не си дебел. Почнав да вежбам. Добар си. Ја ке треба да вежбам, мислам оти, да. Јас секогаш само од мирис, глег. Ова е преубаво. Да се гризни така од пластиката. Вау. Браво. Така да, тоа браво, цаци. Добро, тоа е за нас тоа. Да. Знамо ти имаш нарачки, мора да ги почитуваш, помеѓу време, па тоа е кога одиме кај луѓето, кај газдите и си имат работа, мора да се ја... Имам уште 3-4 нарачки да го доправиме, па се гледаме надвор да го довршиме муабетот. Ете така. Супер, одлично. Ти благодарам, цаци, се гледаме надвор. Земи си го сендвич. Ќе го изедам јас иначе. Па добро. Одиме надвор, го чекаме цаци, ќе продолжиме разговорот. Се гледаме. Па цаци ги заврши нарачките, дојде со мене надвор. Еј, многу убаво место овде. Абе види. Многу ми се допаѓа. Глеј, сме не сред улица, сме луѓето не гледат. Одлично. Имаш многу природна публика овде. Па тоа сакам да кажам. Ја викам дека на клупа на позади кога ќе седнеме си као на Muppet Show тие двајцата на балконот седиш и на ќошот се гледаш што се дешава. Јас сум првиот старо. Ти си уште млад ти уште, а? Двајцата има по некоја бело влакница. Така. Може пак да ми објасниш точно што ни направи денес? Ова знамо ти имаше мортадела, да. Мортаделата. Аха. Значи посвета на Ентони Борден, не може без него, мораме да си посветиме делот тоа што он не научил, ние да го презентираме, да ја пренесеме неговата култура, која што он ја создал и ние понатаму да ја пренесеме како нели на следните генерации. Точно така. Класичен чизбургер, ова е најпродаваниот сендвич. Вау. Во Fat Kitchen. Чисто јунешко месо, малце состојки, нема многу на него, вкусот на месото да се осети. И нашиот најнов бестселер Crispy Chicken, кој што го правиме
Ова не е веган како го направи почеток. Ова е со месо, со пилешко. Пилешко мерце, бело месо. Многу ми се допаѓа. Знаеш што? Поентата од емисијата, ти ќе треба да ми дојдеш сега кај мене. Јас ќе мора да ти готвам нешто за тебе. Да ти кажам право, не знам што ќе ти готвам. Ти имаш палета, имаш мени, имаш не знам колку чудесни бургери, такви ствари. Ќе мора да размислам нешто фастфуд, нешто брзо, нешто вкусно и нешто што не го правиш ти. И да го спакуваш во хартија. И да го спакувам во хартија. Добро. Голем предизвик. Да, голем предизвик ќе биде, ќе мора да најдам нешто. Не се сомневам. Да. Посебно татамата си ти отие за 5 минути да ги направиш, така да. Имам искуство да кажеме позади мене, да. И да. Знаеш што ти почнува мозокот да ми како да кажам, да ми работи? Не. Не те разбирам дека више си таму. Јас таков сум и мислам и ти си така. Знаеш, кога треба да направиш нешто, не 1 сат, не 100 сат, не знам, дена и дени од напред, мора да го размислиш това, за денот кога ќе дојде да бидеш спремен. Така. Цаци, многу ми беше мило. Мене ми е драго, ви благодарам што дојдовте. Нема ви, јас сум Марк. На сите. На цела екипа, добро. А тебе ти благодарам. Многу ми е драго што и ова што го правиш во моментот е како твоја мисија. Негде така, не сум Антони Бурда, сум Марк, единствен Марк, да кажам, ама многу правиш за посебно за нас малите бизниси кои што сакаме да презентираме квалитетна храна. А ти си тука да ни помогнеш и ти благодарам од се срце и само продолжи, имаш уште еден тон вакви места кои што заслужува да ги посетиш и да бидат презентирани на јавност. Ако беше жена ќе те бакнеш? Не можеш се. Фала ти многу. Фала ти на тебе. Ние со Цаци се гледаме каде? По мојата кујна. Се гледаме. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во мојата кујна. Мојата омилена кујна. Место каде можам да уживам не цел ден, до сега цел живот мислам уживам овде. Навистина тоа е место што каде не можам еден ден да не бидам таму. И дома, да кажеме дома, не само овде, и дома готвам секој ден за мојата омилена половина. Ајде, доста кажувано, да ги објасниме нашите омилени партнери. Почнуваме со Унибанка, Нептун, Беко, Алпско, Президент, Кристал, Ројал Фиш, Злато Појле и Сарајева. И Прима Мебел, што ни направи преубава кујна. Мислам ти без нив и со нив правиме прекрасни емисии. Емисии што се надевам ви се допаѓаат, што ќе не стерите и ќе ни стелите уште многу години. Добри сме при крај, полека одиме на крај на третата сезона, а имаме прекрасни и гости. Денес, мислам ти ќе уживате, јас ќе уживам, ти уживав кога бев кај него, посебен човек, го познавате, бев не во Fat Kitchen, човек со наочари, со брчки, не знам како се кажува така точно, мустаки, ете така. Ајде Никола, те чекам да ми дојдеш. Здраво. Баш ми е драго што сум тука. Да ти кажам право, и мене ми е драго, мене ми е мило што ти си тука. Ти пак ќе кажам, ти си посебен човек, не знам, се запознавме на кратко. Ти се подцрвено. Не, јас 11 години што сум во Македонија, те следев, те видов по Инстаграм, те видов по Фейсбук и све тоа, имам слушано, имам поминато, те имам видено така оддалеку, а никогаш имав прилика да те видам, да се запознаеме. Ако работевме во меѓувреме во една телевизија, да, и све тоа. За жал немав никогаш прилика да се запознаеме. А прекрасен човек. Чудно, навистина не. Немој толку да ми ласкаш. Не, искрено кажано. Знаеш, не сум човек што сака да, како да кажа, да става помада и знаеш. Не. Или ми се допаѓаш, или не. Не, тоа е нешто што не. И навистина имаш нешто како нас, мислам луѓето како тебе, луѓето што се сакат професијата, што уживат во готвењето, што уживат во јадењето и што сакат да го споделуваат ovo со сите други. Мислам ти тоа вистина го имаш и знаеш како дома со жена ми, значи ќе се вратам од работа и сега си готвел цел ден на скара, на рингла, на све и доаѓам дома и сега
сакаш да си направиш нешто по кеф, нели, за тебе, за дома, за твоите. И onda ми вика, не, јас ќе сготвам, викам, ти си уморен, викам. Ако за некого највеќе ми е мерак да сготвам, тоа е за тие нашите дома. Така да и дома продолжуваме понатаму да си го правиме тоа што го сакаме и затоа го правиме, така да. Јас знаеш, вистина исто ми е мене, кога се враќам дома и ја готвам. Не сака да готви сопругата, она си готви традиционалните македонски специјалитети, ама другите, а она готви, ајде да кажеме еднаш месечно да ми направи нешто така убаво за викендот. И нези е мерак. И е мерак, супер ми готви. Знаеш, секогаш кажувам ти кога некој друг ти готви уште повкусно. Имаат ли многу трема луѓето кога ти готват? Не готвачи. Не готвачи. Не готвачи не. Оти не го примат тоа така како предизвик и све тоа. Ма навистина кога одам во ресторан, кога одам во други места така да јадам нешто, јас секогаш чекам повеќе од сите други. Да мислам оти исто ти кога одиш негде. Јас кога идам на друго место, луѓето малце се потресуваат, меѓутоа јас баш сакам да го добијам тоа што го добиваат сите. Па да, за тоа е поентот. Сакам јас да бидам нормален. Точно, ја не барам посебен третман, не сакам да бидам ајде маркет, тука не, готви ми. Јас знам ако доаѓам кај тебе. Си уживаме привилегиите, така да. Мислам тоа е тоа. Да. Убаво ние, навистина. Знаеш, пак ќе кажам, се навикнав да бидам на телевизија и сега ми влезе во крвта. Луѓето те препознаваат и дури ја не знам сега ти си многу популарен и посебно кај таа публика што гледат нели телевизија и кај бабите и кај децата. Ја не знам на пазар кога одиш како ти е. Тешко, многу тешко. Сигурно кога ќе отидеш до пазар не викаш идам, ќе се вратам за пола сат, ти се враќаш за 3-4 сати. 2-3 сати минимум. Мора да поминам преку сите тезги, да се поздравам и све тоа, да купувам едно штука, едно кај друго, трет, четврт, да му правам кеф на сите. Ако одам кај еден само проблем. Знаеш како луѓето мислат дека ти им правиш кеф, ама и тебе ти е кеф. Да, обавезно. Они не го разбираат тоа дека на нас не е кеф. Јас секогаш го кажувам тоа. Дали одам во еден дуќан каде продаваат ножеви, тањири, тенџерија, такви ствари, одам во Дисниланд, одам во пазар, исто ми е мене Дисниланд. Мислам ти Дисниланд и тоа како? Само не го разбираат луѓето. Па знаеш ли колку е шарено? Мислам ти знаеш. Не само тоа, и кога патувам, кога одам на одмор. Така. Сопругата ми га, ајде. Стигнав, не? Што правиме? Одиме на пазар. Одиме да видиме што има на лице место, товие нови мириси, товие нови зачини, нови вкусови, стрит фуд и све тоа. Навистина неколку пати ти е чудно бевне во Индија, бевне во Тајланд, секоја држава си има малку посебни така начини на готвење. Стрит фуд обожаваш и јас обожавам, оти тоа е нешто навистина брзо и вкусно. Секаде да. Не само што идеш да видиш, него не се едуцираш за професијата, него и се едуцираш како човек. Како човек, културата и свето. Да. Многу покажува начинот на стрит фуд како луѓето живеат. Ете така. Навистина, кога има многу така по улици продавници што продаваат храна и све тоа, се гледа оти живот луѓето не готват, си јадат на брзина, си уживаат и живеат повеќе надворот. Да. Ете така. Кај нас е малце, сега тоа не е дојдено, има време додека да се развие таа култура, меѓутоа мене што сакам понатаму и така од цел си имам ставено македонската традиционална, македонска храна да биде стрит фуд, ама да не биде може многу да биде. И тоа ми е мене така ставено, некој во глава си имам некоја цел за понатаму, па се надевам. Затоа, браво, што го кажа тоа. Јас ќе го поврзам со мојот начин што ќе готвам. Ти дал шлагворт. Да, он ми направи прекрасен сендвич со мортадела, со сенф на стил, на начин, на почит на господинот Антони Бордан. Шефот Антони Бордан. Навистина тој е човек, само да збориме од него се ежиме, оти е посебен човек, прекрасен човек, за жал почина во како сите еден ден што ќе ни се случи, одиме сите по ама мислам ти направи револуција. Во готвењето, револуција во меѓу луѓето, револуција во све. Во културата, ја би рекол во гастрономската култура. Точно, човекот сакаше да се шета, сакаше да истражува, да проба, све да прави, да ужива од све.
Вистинскиот збор е уживање. Во све што правеше, човекот уживаше и се гледаше во лицето, се гледаше во манирите, човекот беше прекрасен. Ајде, јас да продолжувам да кажам ти, ако може, ако се разбораме, ако продолжиме да збориме, ние ќе збориме целата емисија, а нема да го отварам. Можам да ти помогнам ако сакаш и помогнам да направиме рецептот, па побај ќе збориме. Како кажав, ми направи прекрасен сендвич со мортадела. Епа. Предизвикот ми беше да ти направам. Да. Тестенини од нашите партнери Златополје со мортадела. Јас до сега да ти кажам искрено, не сум јадел никогаш тестенини со мортадела. И ја не, не знам, пршута, салама, кулен, такви ствари, да. Мортадела никогаш. Ама мортадела никогаш не го имам мешано со тестенини. Затоа одлучив денес да готвам таглјатели многу лесни, 5 минути се сварени, уште малку алденте, тука ми се спремни, имам уште малку сокот, да кажеме, од тестенините, секогаш го држам малку сокот, зашто отилесно ми е да го додавам, за да се направи малку сосот, ете кремот со тој го има. Една тајна, не знам дали е тајна, јас го готвам повеќе, му ставам или булјон, една коцка булјон во водата кога ги варам тестенините, или употребам еленка. На вистина дава посебен шмек, сол не сакам да му додавам, тоа е, да кажам, навика, и му додавам малку и масло од сончев лед, кристал. Кога ги вадиш, кога ги, како да кажам, кога ги председуваш, да, маслото останува, не се лепат, го поминаш под ладна вода, секогаш ги поминам под ладна вода, за да го прекинам процесот на варење, од кога ги оставаш уште топли, они ќе се варат и ќе направиш каша. Ќе направиш сунгер. Ете така. И за тоа може тестенините слободно да си ги направите, претходно да си ги ставите во еден сад, да си ги држите 3-4 дена, максимум убаво пакувани во фрижидерот и да си јадите секој ден нова рецепта со тестенини. Ова е добар совет за сите што имате мали деца по дома, јадат само макарони. Јас имам таков еден случај дома, јаде само макарони, вариш 2 кесиња макарони во фрижидер и на рад, да припрема за ресторан, припрема за све. За луѓето да му биде лесно. Да, за лесно по дома. Ја мислам оти тестенините е нешто една варијанта најлесна и највкусна. Пак ќе кажам, денес ќе готвиме тоа со мортадела, ќе му ставиме малку Макдонус, домаче малку сецкан, ми стаи семф, и јас ќе ставам семф. Чудо, а? Семф со тестенини. Да, јас го сакам многу семф. Крем, малку лукче, без лукче не се готви, малку оригано и ќе го сервираме на еден начин посебен. Ќе видите на крај. Нема да го кажам сега, зборише за стрит фуд, ќе ве изненадиме малку. Ајде. Почнуваме со работа. Извини, јас ќе те оставам да продолжиш да збориш, мислам оти не треба да ти помагам за тоа. Многу си, да ми објасниш малку повеќе, да. Значи, јас те пратам уште од времето, нели, кога бевме колеги. И многу ми е драго што продолжуваш да го правиш ова, затоа што не многу остана луѓе да ја промовираат не само македонската кујна, било која кујна. Убаво е да се развива како, не знам, луѓето да учат да готват, да знаат да направат нешто дома, бидејќи, знаеш, кога ќе ме прашаат мене, како го правиш ова, не е тешко, само треба да имаш желба. Точно. И сега луѓето им треба мотив. И што повеќе гледаат луѓето на телевизија, на интернет, на социјални мрежи готвење, тоа повеќе се земаат и они за слобода да пробаат и да направат нешто. Така да Точно така, многу сум среќен, извини што го кажуваш тоа, имав прилика да сретнам неколку пати така, кажувам баби, навистина баби и млади девојки, ама повеќе баби, во улица, и да ми кажат, Марк, што ни готвиш, што ни правиш, те гледаме на телевизија, сладко кисело, сладко људ, мешаш вкусови и све тоа. Ама превкусно е. Ја? Ши пробавте? Да. Имав пробано рецептата дома и многу убаво е. Епа, многу сум среќен, оти сум, како да кажам, знаеш, ти кажа, ние зборевме од Тони Бурда, револуција светова, јас направив микро да кажам револуција да кажам во Македонија. Има луѓе има луѓе и од странство што ми пишуваат, Марк, да не забораваш, што да не забораваш? А во Македонија си и што? Ама што му правиш на луѓето таму? Тоа ми беше поентата и тоа сакав да кажам дека малку луѓе остана барем на телевизија, на социјални мрежи, друга публиката, меѓутоа на телевизија публиката
Знаеш како уште од време до сега, јас сум таа генерација, ако излезеш на телевизија или те пуштат на радио, значи стварно нешто си направил. Па Океј. така е. Да. Така е, Јас како ти кажав од почеток, мене ми на интернет ти влегло под кожа и нема вадење назад. Сега ти секој момент, секој потек ти е као да си на телевизија, има камера до тебе, така. Точно. Јас камерите више не ги Па не ги гледаш, Не, мора тука мора да ги употребуваш, да ги гледаш све тоа, ама тоа ми како да кажам дел од животот. Многу ми е драго исто што дојде кај нас и што промовираш бизниси кои што им треба на било каков начин реклама. На сите ни треба, да. На сите ни треба. И не е само реклама, него промовирање на тоа што прават луѓето и представување на нивната приказна, затоа што многу луѓе ќе го видат локалот, а не знаат што се случило. Сега, точно така. Друго е кога ќе ја запознаат малце, нели, и друго е кога го запознаваш човекот што го прави тоа. Кој го прави, тој ја става љубовта во тој објект, кој го измисли тоа, кој ги измисли рецептите, кој си даде труд, све тоа позади. Јас не правам реклама. Реклама, знаеш, мислам ти комерцијално. Реклама, мислам ти се собствениците од објектите да си прават реклама. Јас правам негде навистина како промоција, ама не, јас одам кај нив, јас се осеќам како гостин. Многу сакам да го покажувам така како дел од гостин и они да ми ја покажуваат и да ми ја кажуваат нивната приказна. Ете тоа. Тоа ми е мило, тоа ми е мене, како да кажам, тогаш си ја направив задачата за мене. Оти навистина годините врват, јас сум више млад. Имам неколку години искуство. Бројката е само цифра. За да не одиме со годините. И многу ми е мило кога гледам луѓе помлади и све тоа што успеват да прават нешто со нашата професија во животот. И да уживат во тоа и да бидат све. Ете тоа. Колку многу слушаме оти многу до странство. Нашата професија нуди многу што се однесува до пари, што се однесува до иднина, што се однесува до да прошеташ, да видиш. Точно. Да. Порано беше многу голем мит во кујна работат, тие што работат, знаеш. Јас сум имал како млад такво мислење за луѓето што работеле во кујна. Кога ќе влезеш и кога ќе видиш што све ти нуди кујната, нема крај. И кај нас станува веќе мода и во Македонија, луѓето младите да сакаат да работат оваа професија, да не е срамно да работиш во кујна. Да, навистина порано беше срамно да работиш во кујна. Сега веќе си готвач. Сега луѓето сваќаат дека готвач е професија. Сега си уметник. Така. Станало популарно. Да. А за тоа дел си ти виновен, така да фала ти. Фала ти многу. Многу сум среќен што ми го кажуваш тоа, пак ми го пуниш егото. Пој ти од преиска се, мора малце да ти вратам. Да ми вратиш. Добро. Каков човек, го кажав од почетока. Човек со срцето на раци, во раци. Го осетив тоа кога дојдов кај него. Сите луѓе што работат со него го обожават, го почитуваат, луѓето доаѓаат. Он не работи. Он не работи. Он е од све тој човек што е тука, е дел од опремата. Па така, јас се осеќам као вилушка. И како дел од опремата, и све се прави природно. Он оди, работи, се враќа, разговара, тоа све оди природно. Тоа ми е, знаеш, како диригент, како шеф до оркестра, не знам, и све си оди. Знаеш како, дури поголем дел од денот си таму него ли дома. И сега, не знам, така ми е, така се осеќам и така ми е убаво, луѓе си мислат дека тоа е нешто премногу, меѓутоа после работа не се осеќам ни уморен. Ете така. Ама не дај Боже дома да ми речат да си там со праспукалка. Да, ама доста. Знаеш, пак ќе кажам, имаш среќа што си уште млад. Годините полека, врвати све тоа. Нашата професија е тешка. Нашата професија е споделување убавини, споделување пуно ствари и све. Многу не уморува, многу ни ја влечи енергијата и све. Треба да се пазиме, треба да се... Да. Мислам, ти ќе го разбериш тоа. Јас одлучив да се бавам малце сега со спорт, бидејќи зимава беше долга. Маса спорт се вика или што? Не маса спорт. Трака спорт, така да. Трака спорт, добро. Оде малце кардио, малце да се раздвижиме, бидејќи ние сме во постојано движење во кујната, меѓутоа
Не, се движиме многу близко, да. Си бара да се, бидејќи самата работа е физичка, си бара и ти да си физички активен, да си го одржуваш телото, бидејќи сепак треба да издржиме некогаш и по 15 сати, стоење на нозе, врат од главата, вака, кичмата и така. Точно, јас секогаш кажам, да, това порано можев, сега ми треба... Еве ти е доста. Малку... Јас викам, кувар треба да работи до максимум 50 години, а после тоа треба да има бенефициран стаж и пензија да му следува као на полицаец, као на војник, као пожарникар, као све. Па... Да направиме нов закон за газвачите. Не знам, еве, што мислиш? Петиција. Петиција да направиме. Ајде, што мислите? Сега дека истиот став го имам. Па дај, гледаш, чудо, Кој тоа е? Мислам, оти ќе го прекинеме малку разговорот, ќе правиме кратка пауза и се враќаме за крај. Епа, вола, се вративме. Кратка пауза, чисто малку да средиме, да спремаме што треба. И поклоните, обавезно, поклоните од нашите партнери. Знаеш, кој дојгаш кај нас, ја кој дојгам кај тебе, пробам, си јадам, тоа е голем поклон што ми правиш за мене. Ама навистина кој дојгаш кај мене, ќе пробаш и ќе имаш и поклони од нашите партнери. Да го завршиме прво јадењето, таглјатели со мортадела, крем фреш, павлака, малку домати ставивне, малку убави бои има, многу. Макдонос, да. Ставивне малку орегано, ставивне неколку меруди така. Ќе го ставиме во тајни род. Од преска ти ја мирисам, ти ја глемајчи на душица. Може, ако сакаш, да, ако ти е мерак, знамо ти си мераклија така за неколку посебни меруди, така како ги викаш? Меруди. Знаеш, школски жаргон, меруди. Знаеш, оти мириса? Прева. Семфот. Да. Семфот така ми доаѓа. Не е Дижон, извини. Не Дижон, ама може навистина со Дижон да го направиме, ама оригинал, вау. Гледај, хоп, вака, ништо не треба поиќе. Чекај. Јас ќе ти дадам вилушка, повели, ќе си зама една за мене. Мерси буку. Ќе останеме малку да се оладе и во меѓувреме ќе даваме од нашите партнери поклоните. Почнуваме со кристал зејтин, кристал јаболков оцет, кристал граф, кристал еленка, кристал има пуно ствари, македонско производ на пазарот во Македонија. Повели, ми само ти ги познававме, па да. Јас сум пораснал со кристал маргаринче. Точно така, и маргаринот го заборав, точно имаш право. Президент се знај, Саракис, македонско производ, имаме овчо сирење, имаме кравјо сирење, козјо сирење, алпско исто, алпско јогурт, имаме све. Имаме кајмак, павлака, президент, го имаме во сите маркети, во сите дуќани во Македонија. Вуаля. Продолжуваме со македонски производ, Royal Fish, димен краб, навистина, можам да кажам, оти единствено во Македонија, краб се продава секаде. Ама димен краб, тоа е нешто посебно. Треба да го пробате, оти за мене. Ќе дадеш контакт, мислам дека... Ќе ти дам контакт, да, обавезно. Димен краб, димена пастрамка, топла димена, ладна димена и обескостена на филети. Повели, уживај со тоа, македонски производ, па ќе кажам, преубаво. Која си газда, која си обичен човек, нема веза, ти треба банка. Уни банка. Се знае, банка каде се прави, се дава пари, се земува пари, се позаимува пари, па пари банкари. Ете, уни банка. Како вика, парите го вртат светот. Така е, тоа е тоа. Имаме уште од нашите партнери Златополје, преубавите стенини. Навистина, од Словенија ни доаѓаат во Македонија, го има во сите маркети. Златополје се таглјатели, фарфале, имаме пене, имаме други врсти, пуно врсти. Ќе ги видите во сите маркети. Преубави се, ја имам прилика да ги готвам во секоја емисија. Навистина се преубави. Денес направивме таглјатели, на тој начин ќе ги проба, ќе видите. Златополје, тестенини за вас. И за тебе. Синко, дома кога ќе дојдам ќе бидеш пресреќен. Навистина, синот обожава. Епа ќе ти дам уште на кеса. Специјално за него, за синот. Ајде. И Карес, да не ги забораваме, Карес се знае, Диамонд Мол, има во Изгейт, во Сити Мол, во Беко и во Битола.
1000 денари, ваучер од Карес. Карес се сите аксесуари за во кујна, за декорација за дома, за се мислам ти ги познаваш, добро познато продавница. Така. Вола, исто, како секоја недела, Сарајева ви поклонува еден ваучер од 1000 денари. Што треба да направите? Многу лесно. Фолоу, како го следете авантурите на Марк, ставете вашето име како порака и секоја недела јас ќе одберам еден победник што ќе го има тој ваучер и што ќе може да оди да јади во Сарајева за 1000 денари. Сега, јадите појке, јадите што сакате, оти навистина преубаво е таму и ќе бидите убаво пречекани со минимум 1000 денари. А ние, да, какво месо имаат. Вау, бе воодушевен, навистина. Драјеџ, како го викат и свето. Сека матуре. Како се вика уште? Драјеџ, да ме помака. Зреено, ете така, зреено месо. А ние од зреено, да не од зреено. Ќе одиме на зреена мортадела со Никола. Мислам ти направивме прекрасна емисија денес. Се надевам ти уживавте, јас уживав. Ќе уживаме сега во убавите тестенини со сите наши партнери, со Никола. Да не заборавате исто да не следите на Инстаграм, Фејсбук, тоа го знаете, обавезно го правите секоја недела. Тука сме сите за вас.